проверка на лиценци на угостителски објекти, дозволи за градење, транспорт, логистика, осигурување хотели како и судството за само неколку секунди. Преку скенирање на QR код, граѓаните, компанија, институција или инспекција ќе може да го провери статусот на лиценцата што го поседува една фирма или лице. Министерството за дигитална трансформација го представи новиот концепт на смарт лиценци, што треба да го заменат досегашниот начин на издавање и контрола на овие документи. Правното лице се најавува на Националниот портал за електронски услуги, избира вид на квалификувана доверлива услуга, пополнува електронско барање и ги прикачува потребните прилози. Дел од податоците се преземаат автоматски, каде што тоа е возможно, а дел се внесуваат и валидираат во процес. Повратниот одговор е електронски документ, или решение за одобрување, или решение за одбивање, или решение за некомплетно барање. Кога лиценцата е одобрена, таа се појавува во регистарот со статус важечка и со можност за QR проверка. Наместо хартиени документи и чекање на шалтери, новиот систем е целосно дигитализиран. Со електронско поднесување на барања, без разлика дали граѓанин или самата компанија што бара лиценца, тие ќе се обработуваат, податоците ќе се проверуваат, односно во реално време ќе се следи статусот на лиценцата. Граѓанин, компанија, инспектор или друга институција не проверува стар QR код, стара копија или испратен PDF документ, туку ја проверува актуелната состојба во моментот на проверката. Ова создава поголема доверба. Ако лиценцата е важечка, тоа јавно се гледа. Ако е укината, истечена или суспендирана, и тоа мора да биде видливо преку проверката. Јасно видливи се само податоците кои се потребни за проверка, ID на лиценцата, давателот, видот на услугата, статусот, периодот на важност, датумот на издавање, последната промена, надлежниот орган и архивскиот број. Во Министерството за економија системот веќе се тестира, а надлежните очекуваат истиот да се прошири во други области каде што државата издава лиценци и дозволи. Целта е проверката да стане побрза, администрацијата поефикасна, а граѓаните и компаниите да поминуваат низ помалку административни процедури.